Дневник на К3. Страшни грмотевици и силен ветер и пороен дожд минатата сабота го параа небото во Скопје и Скопската котлина. Силното невреме во невидени размери кое за жал освен што направи материјални штети однеси и човечки животи. Невремето остави граѓани без покрив над главата и им зеде се што создавале со години. Сдруженијето на граѓани Кумановски акцијаши ги повикуваат сите граѓани кои се заинтересирани да им помогнат поплавените семејства од скопските населени места и санирање на последиците од водената стихија. Кумановски акцијаши преку Сојузот на волонтери на Македонија откако се врати од Краљево, заедно со акцијашите од Охрид и бригадирите од Краљево заминаа за Скопје и се вклучија во расчистување и помагање на граѓаните од поплавените подрачја од Скопско. Ние од Куманово се организираме секој ден кога имаме превоз обезбедено. Денеска градоначалникот не удостои ни го пушти автобусот и ние нашите бригадири заминаа. Теренот е само хаотичен и тежок за работа, но мора и тие луѓе да се помогнат. Бидејќи таму нема услови за живот, а мора да живеат луѓе. Нашите акцијаши се менјаваме секој ден. Некој денес работи, некој утре по еден ден пауза, бидејќи испарувањата се многу тешки за миризмата што се шири, за условите кои се и за маките што ги имаат луѓето. Апелирам до сите млади, до сите возрасти кои можат да заминат на еден ден, на еден час или на пола час да помогнат во Скопје. Во просториите на Кумановски акцијаши се подготвува да се испрати гардероба која беше наменета за социјално ранливите категории. Гардеробата ќе се сортира по возраст и преку волонтерите на Црвен крст ќе се донира на поплавените во Скопје. Апелирам секој дневно да се информираат на телефон 077 980 155, тоа е мојот број, дали има превоз, а на со има да секој ден имаме превоз до Скопје. Во колку некој сака да остане да работи во Скопје и да седи има смештај во Стив Наумов, кај нашиот сојуз, тоа е кај Рамци се јавиме, ќе му се обезбеди смештај, преку ден се работи, навечер се тушира, се спие, се одмара. Да знаете дека има и чизми, и алат, и маски, така да ако се работи совесно може да се помогне луѓето. Невремето кое го погоди Скопје остави голем број на граѓани без покрив на главата и за жал однеси човечки жртви, направи огромни материјални штети. Кумановски акцијаши апелираат до сите граѓани на Куманово да се пријават во што поголем број и да помогнат на луѓето во расчистување на теренот и домовите. Собранието на Република Македонија на посебна седница посветена на состојбата во поплавените подрачја од невремето што се случи на 6 август годинава во Скопје и околината. Расправа за тоа како да се помогне на сите семејства кои настрадаа во страхотното невреме. Од страна на Министерството за внатрешни работи за ефикасно справување со последиците од невремето, а согласно упатството за оперативни постапки во услови на кризна состојба. Беа преземени активности на брзо излегување на местото и за таа цел од страна на СВР Скопје изготвен е план за мерки на превенција, рано спречување и справување во услови со кризни состојби, изјави министерот за внатрешни работи на Република Македонија Митко Чавков, информирајќи за активностите преземени од страна на МВР за помош и расчистување на подрачјата погодени од поплавите. Се формираше штаб кој ги координираше работите на терен. Министерството ги стави во функција сите човечки материјално-технички ресурси со кои што располага. За спасување на лица и пронаоѓање на исчезнати лица ангажирани се припадници на СВР Скопје, единиците за специјални операции и хеликоптерската единица. Од одделот за специјални операции од периодот од 6 до 12 август 2016 година ангажирани се над 2000 припадници со моторни возила, специјални оклопни возила, механизација хеликоптери кои учествуваа во спасување на лица, евакуирање, укажување на медицинска помош, извлекување на возила, чистење на поплавени куќи, испомпување на вода, чистење на јами, речни корита и одводни канали. МВР на дневна основа ангажира 200 до 300 полициски службеници и 24 часовно покривање на кризното подрачје, истакна Чавков. А во согласно со насоките од дежурен јавен обвинител за подрачјето на град Скопје, екипи од Министерството за внатрешни работи и тим од погребалното предпријатие Бутел беа пронајдени, идентификувани и документирани 22 случаи на починати лица, сите македонски државјани кои биле комплетно документирани на лице место, а сите били пронајдени на подрачјето на општина Гази Баба. Според живеалиште, 18 од починатите лица се со живеалиште во Скопје, општина Гази Баба, 10 од Гази Баба, Стајковци 2 лица, Сингилиш 3 лица, Срешево 3 лица, Смилковци 1 лице, 2 лица се од Крива Паланка и по 1 лице од Тетови Куманово.
како исчезнато лице во моментот е евидентирано едно 16-месечно бебе. Евакуирани се над 2500 лица и укажана е медицинска помош на над 500 лица во исклучително опасни услови по живот. Припадниците на МВР вршат 24-часовно полициско патролирање на целиот простор, а преземаат координирани мерки и активности за контролирање на сообраќајот во и надвор од подрачјето. Целокупниот простор бил пребаран, а биле идентификувани сопствениците на патничките и товарните моторни возила зафатени од невремето, а возилата биле дислоцирани до нивните сопственици. Владата на Република Македонија усвои пакет од 8 мерки наменети за граѓаните во погодените подрачја од поплавите кои го зафатија Скопскиот регион. Оттаму најавуваат дека ќе продолжи со сите своји институции да биде на терен и будно да ги следат состојбите, да го расчистуваат теренот, да ги санираат штетите, да ги подобруваат состојбите. Владата на Република Македонија усвои пакет на мерки наменети за граѓаните во погодените подрачја од поплавите кои го зафатија Скопскиот регион, имајќи ја во предвид големината на природната непогода, незината разорност и големиот број на домаќинства кои се опфатени, како и степенот на оштетеност. Како влада целосно сме посветени кон овозможување на комплетна помош и поддршка на настраданите, опфаќајќи различни сегменти кои директно или индиректно ќе бидат од полза и конкретна корист, вели министерот за здравство Никола Тодоров. Прва мерка која ја усвои владата е обезбедување на 100% обештетување на граѓаните од кризните региони за штетите предизвикани од поплавите. Ова значи дека граѓаните погодени од поплавите ќе бидат обештетени во целост. Односно, се што комисијата за проценка ќе го евидентира за оштетено, истото 100% ќе биде надоместено. Втора мерка, Министерството за здравство ќе отвори посебна програма која ќе покрива партиципацијата на сите здравствени услуги на сите нивоа на здравствена заштита во сите зафатени подрачја и со тоа сите пациенти би биле ослободени од партиципација за здравствени услуги. Оваа мерка ќе важи до крајот на 2016 година. Трета мерка, домакинствата од кризните региони ќе бидат ослободени од плаќање на месечните издатоци за вода и ѓубретарина во период од 3 месеци, со што ќе се оствари заштеда во нивниот семеен буџет. Четврта мерка, со оглед на тоа што се ближи почетокот на школската година, за сите деца од кризните региони, ученици во основното образование, ќе биде овозможена еднократна парична помош за набавка на училишен прибор. Пета мерка, за семејствата од погодените региони од невремето кои не извршиле легализација на своите куќи, ќе биде овозможена бесплатна изработка на елаборат, потребен за постапка за легализација, што представува дополнителна заштеда на овие домакинства. Се работи за заштеда на трошок кој во просек изнесува над 6000 денари по домакинство, во зависност на големината на објектот за кој се однесува. Шеста мерка, за семејствата погодени од поплавите, кои се приматели на парични права од социјална и детска заштита, односно приматели на социјална парична помош, постојана парична помош, додаток за мобилност, додаток за слепило, додаток за глувост, помош и нега од трето лице и посебен додаток за деца со пречки во развојот, ќе се изврши зголемување на паричната помош во наредните 3 месеци за 50%. Зголемување кое е директно насочено кој најранливите категории на лица од овие региони. Седма мерка е обезбедување на 30 тони јачмен од државните резерви, кои ќе бидат наменети без надомес за сточна храна за земјоделците од погодените региони кои имаат потреба од ваков тип на поддршка. И последна осма мерка, во насока на излегување во пресред на барањата на земјоделците кои имаат земјоделски посеви во погодените региони, ќе овозможиме бесплатна анализа и испитување на почвата, процес во кој што ќе биде потребно да се утврдат и можни потреби за прочистување на истата. Ова е особено значајно за продолжување на планското земјоделско производство. Пакетот од 8 мерки е само дел од целокупниот процес на санација на штетите и помош и поддршка за настраданите граѓани, рече тој, и додаде дека за во иднина се разгледуваат и други мерки во најразлични области, за кои дополнително ќе се информира. Издруженијето на диабетичари започна акција за собирање на инсулинска терапија за поплавените подрачја во Скопско. Тие апелираат до членовите во следните неколку дена да даруваат дел од нивната месечна терапија за граѓаните на кои таа им е најпотребна.
Здруженијето на диабетичари од Куманово овие неколку денови спроведуваат акција за собирање на инсулин, кој подоцна ќе го донираат кај поплавените во Скопскиот и Тетовскиот регион. Во Куманово во моментов има околу 7000 диабетичари, од кои 2000 се на инсулинска терапија. Тие спроведуваат редовни акции за мерење на шеќер во крвта, па така во последната година има 500 ново откриени диабетичари. Веќе имаме донирано 14 пенкала, аналози од вие поскапите што ги викам, и околу 200 ленти имаме соберено, но мислам дека со оглед дека имаме негде околу 2000 пациенти кои се на инсулинска терапија, барем едно 2,5%, барем 10 кутии 50 пенкала може да собереме. Од Здруженијето на диабетичари ги повикуваат членовите наредните неколку денови да донираат дел од својата месечна терапија за граѓаните во поплавените подрачја. Сите заинтересирани граѓани за оваа хуманитарна акција во организација на Здруженијето својата помош може да ја достават во амбулантата за диабетес во општата болница. Собирањето на помошта ќе трае до вторник. Инаку според направените истражувања, околу 10% од населението од Кумановскиот регион се заболени од диабетес, поради факт што станува збор за регион каде што граѓаните се изложени на стрес од економски, политички и безбедносен аспект. Од денеска забочнува Богородичниот пост востановен во чест на Преображението Господово и Успението на Пресвета Богородица. По својата временска должина тоа е најкраткиот од 4 годишни пости и трае 15 дена, односно до 28 август. На 14 август секоја година започнува Богородичниот пост, востановен во чест на Преображението Господово и Успението на Пресвета Богородица. Црквата е издвоила Пресвета Богородица како повисока од сите други луѓе, нели, не на ниво на Господ, затоа што таа си е зачнато на природен начин или од нејзините родители преку молитва, меѓутоа Бог ја избра од сите жени токму неја таа да го зачне единородниот син Божи Господ Исус Христос, и заради тоа, нели, самата, среќавајќи се со Елисавета, мајката на Свети Јован Крстител, таа рече: "Од сега ќе ме ублажуваат сите родови." По својата временска должина Богородичниот пост е најкраткиот од 4 годишни пости и трае 15 дена, односно до 28 август, кога христијаните го слават моментот на успението на Пресвета Богородица, проследувајќи го преку едно лично истоштание, спознание и се она што постот го донесува како духовен дар. Телесниот пост ние постиме строго, како за време Великденски пост, од понеделник до петок без масло, сабота и недела со масло, но без риба. Рибата се користи само за преображение празникот. Што се однесува до духовниот пост, секако молитвата, согледувањето на внатрешниот наш човек, докаде стасал складно заповедите Божи, или човекот кога ќе тргне на една свадба па се дотерува од надвор, иако тоа нешто е надворешно, се однесува на облека, сепак ние на друг начин се однесуваме кога носиме посвечена облека. Истото и со постот, иако е телесен, сепак и на душата и прави една атмосфера која што е малку потрепетна, повнимавана по мислите и така натаму. Христијаните треба да се молат, посебно на Пресвета Богородица за време на овој пост, читајќи го нејзиниот канон, да вршат добри дела и задолжително да се исповедаат за да можат што поочистени да ги примат светите Христови тајни. Излегувањето на Британија од Европската Унија може да биде одложено за крајот на 2019 година. Најмалку 10 деца се убиени, а 21 се ранети во Северен Јемен во воздушен напад врз училиште. Поранешниот кубански лидер Фидел Кастро ја предупреди меѓународната заедница да не им упатува провокации на Русија и Кина кои можат да ги поттикнат овие две земји да употребат нуклеарно оружје. Свето денеска. Излегувањето на Британија од Европската Унија може да биде одложено за крајот на 2019 година поради тешкотиите со кои се соочува британската администрација и поради изборите во Франција и Германија, пишува Sunday Times. Владата на Тереза Меј соопшти дека има намера да го активира член 50 од Лисабонскиот договор во почетокот на 2017 година, а кога ќе се впуштат во овој член се отвара период од 2 години преговори, на крајот на кои земјата
Србијата ја напушта Европската Унија. Тоа значи дека активирање на член 50 во почетокот на идната година ќе значи ефикасно напуштање на Велика Британија од Европската Унија во почетокот на 2019 година. Министрите мислат дека активирањето на член 50 може да се одложи за есента 2017 година. Истовремено, друг извор од британската влада вели дека распоредот за изборите во Франција и Германија исто предизвикува одредени потешкотии за плановите за Брекзит на Велика Британија. Во преговорите кои учествуваат лидерите на земјите членки, председателските избори во Франција се закажани за 23 април и 7 мај следната година, а федералните избори во Германија ќе бидат следната година на есен. Најмалку 10 деца се убиени, а 21 се ранети вчера во северен Јемен во воздушен напад врз училиште, соопшти невладината организација Лекари без граници. Сите деца биле на возраст под 15 години. Според шиитските бунтовници Хути, нападот бил извршен од воената коалиција, предводена од Саудиска Арабија. Портпаролот на коалицијата одби да ја коментира информацијата. Саудиска Арабија и незините сојузници извршиле илјадници воздушни напади врз бунтовниците од почетокот на операцијата во март 2015 година. Поранешниот кубански лидер Фидел Кастро ја предупреди вчера меѓународната заедница да не умпатува провокации на Русија и Кина, кои може да ги потикнат овие две земји да употребат нуклеарно оружје. Големите сили како што се Русија и Кина не смеат да бидат изложени на закани кои ќе ги принудат да употребат нуклеарно оружје, порача Кастро во авторскиот текст кој вчера по повод неговиот роден ден беше објавен во весникот Гранма. Народите на Русија и Кина се одликуваат со голема храброст и интелигенција, додаде некогашниот лидер на кубанската револуција, кој во написот исто така го критикуваше стариот непријател САД. Кастро вчера наполни 90 години, од сите функции официјално се повлече во 2008 година, откако тешко се разболе, а власта му е предадена на неговиот брат Раул. Во продолжение на дневникот преглед на информациите од спортот. Со какви амбиции ракометарите на Куманово влегуваат во новата надпреварувачка сезона, ќе има ли промени во играчкиот кадар? За таа цел разговаравме со првиот човек на клубот Бобан Ангеловски, кој се надева дека неговата екипа ќе се представи во вистинско светло во новиот надпреварувачки циклус. Следната надпреварувачка сезона во првата лига за младата екипа на Куманово ќе представува мотив повеќе да оствари подобар резултат. Ангеловски утре започнува подготовките на мажката ракометна екипа на Куманово. Еве да ни кажете кои се твоите први печатоци и што може да очекуваме новата сезона. Па така, во минатата недела имавме интензивни средби сите членови на управниот одбор на МРК Куманово. И по едно наше видување заклучивме дека од понеделник, односно таму требавме од 15, но од понеделник се договоривме да тргнат подготовките. Утре пред тренинг, пред првиот тренинг во оваа полусезона, во новата сезона ќе имаме еден мини состанок кој е закажан во 16:30 овдека во канцелариите во спортската сала. И по средбата со играчите, најверојатно тренерот Љубиша Димковски со Александра Тарековски ќе тргнат во подготовки на играчите за новата сезона. Со какви стили ќе влезете во новата сезона? Ќе има ли некои промени во играчкиот кадар? МРК Куманово го има истиот кластер на играчи како минатата сезона. Немаме некои новитети сега за сега. Имаме некои најави дека некои играчи можеби би можело да се вратат во редовите на МРК Куманово. Но за тоа не би зборувал сега затоа што уште ништо не се знае и не би сакал да шпекулирам со такви работи. Кога ќе стартува првенството? Првенството мислам дека околу 20 септември така би требало да почне исто како минатата сезона. Уште немаме добри, имавме контакти со Ракометната федерација, но уште не знаеме за сигурно кога е закажано и каква одлука донели тие. Ова екипа на Куманово располага со добар потенцијал, а следната сезона ќе потврди дали тимот е созриен за успешни резултати.
Македонскиот кошаркарски вице-шампион Куманово е крајно разочаран и изненаден по одлуката на Јадранската лига во надпреварувањето да биде поканет Карпош Соколи. Кумановци негодуваат зошто тие се прескокнати, иако токму тие славија против Соколите во полуфиналето од плејофот на македонскиот шампионат. Поради сите настани, Кумановскиот тим преку официјално соопштение до медиумите и јавноста го посочи своето незадоволство, како од Јадранската лига, така и од Македонската кошаркарска федерација, поради како што велат, хаосот во домашното првенство. Кошаркарскиот клуб Куманово од 2009 и цела спортска јавност се изненадани и разочарани од состојбите и одлуките на Кошаркарската федерација. Кошаркарскиот клуб Куманово од 2009 реагира до Македонската кошаркарска федерација на одлуката на АБА лигата за непочитувањето на спортските резултати и достигнувања на кошаркарскиот клуб Куманово во минатата сезона. Иако Куманово заврши на второ место, изненадени сме од одлуката со која вице-шампионот не доби покана од АБА лигата, а се дава предност на друга екипа, со што се суспендираат резултатите постигнати минатата година во домашното првенство. Исто така реагираме на хаосот во однос на организирањето на домашното првенство. 2 месеца пред отпочнување на надпреварите во првата македонска лига нема комесар за надпреварување кој треба да го организира првенството, не знаеме колку екипи ќе учествуваат и по кој систем ќе се игра шампионатот. Затоа апелираме за што поскоро средување на состојбите во кошарката, за да се даде можност управите на клубовите да ја профилираат екипата зависно од степенот и системот на надпреварувањето. Во спротивно, нашиот клуб ќе размисли за учество и улогата во првата македонска лига за идната надпреварувачка година, стои во соопштението од Кошаркарскиот клуб Куманово. На Олимписките игри во Бразил се случи уште една голема сензација, ја приреди порториканската тенисерка Моника Пуик, која неочекувано го освои златниот медал. Кошаркарската селекција на Шпанија конечно се разбуди на турнирот во Рио, играјќи го во голем стил на преора против Литванија. Избраниците на Серджио Скариоло имаа неверојатна вечер и славеа со 50 поени разлика, 109-59, но и понатаму им виси настапот во нокаут фазата. Во последното коло Кира со Аргентина, Пол Гасол со 23 минути со 17 постигнати кошеви беа најефикасни во таборот на Црвената фурија. Хрватите сами си го закомпликуваа животот во групата. Кошаркарите кои ги предводи Александар Петровиќ загуби од Нигерија со 96, коцкестите беа очени во вториот и во третиот период и ги загуби со вкупно 21 поен разлика, а потоа не може да се вратат во игра во овој напревар. На расположен кошаркар на теренот беше Бојан Богдановиќ со 28 поени, но немаше расположени соиграчи. Во пресет на последното коло Аргентина и Литванија имаат ефект 3-1 победи порази, Шпанија и Хрватска се на 2-2, додека Бразил и Нигерија имаат по една победа и 3 порази. Моника Пуик пријде вистинска сензација како порториканската тенисерка се закити со олимпиското злато во сингл во женска конкуренција. Таа го донесе првото олимписко злато во историјата на својата земја, а воедно стане прва тенисерка со најслаб ранкинг што успела да триумфира на едни олимписки игри. Во големото финале Пуик за ривалка имаше втората носителка Анжели Кербер, која по долга и напорна битка успеа да се вода со 2-1 во сетови. Во машкото финале ќе се сретнат Енди Маре и Хуан Мартин Дел Потро. Италијанскиот шампион Јувентус е најактивен тим од серија кога се однесува до трансфери на фудбалери, а нови имиња кои би може да пристигнат во Торино се Марсело Брозовиќ од Интер и Матео Ковачич од Реал Мадрид. Тимот од Торино го сака Брозовиќ на едногодишна позајмица со право на откуп за следната година, но прашање е како ќе реагира Интер на вакво нешто. Од друга страна Ковачич не е стандарден во тимот на Реал Мадрид, иако истакна дека ќе се бори за место во почетниот состав, очигледно дека најдобра опција за него ќе биде пресува во друг клуб. За него интерес постои од Милан, но неиграњето на росонерите во Европа може да биде пресудно за одлуката на Ковачич и во тој случај тој би го одбрал Јувентус. Пеп Гвардиола имаше успешно премиер лигашко дебют како Манчестер Сити славеше над Сандерленд со 2:1. Трите бода беа освоени многу потешко од очекувањата, со оглед на фактот дека на граѓаните им беа неопходни пенал и автогол за да забележат триумф над црните мачки. Гвардиола си реши да го остави Џо Харт на клупата за резерви, давајќи му предност на Вили Кавалјеро. Шпанскиот чувар на мрежата немаше многу работа, но сепак беше немочен како Дефо рутински го совода на 20 на минути до крајот, изравнувајќи на 1:1 откако Сити рано поведе со пеналот на Кун Агуеро. Граѓаните се мачат да го најдат патот до мрежата на Сандерленд, но добија неочекувана помош од младиот гостински дефанзивец Мекнер, кој само неколку дена по трансферот од Юнајтед и 4 минути по влегувањето во игра се покажа како трагичар во тимот на Девид Мојзес.
Времето денеска сончево со слаб до умерен северен ветер. УВ индексот изнесува 8. Тоа беше се што подготвивме. Останете со К3. Довидување.